Изворот на лажните вести се различни центри кои што се афилирани директно или индиректно со политичките партии и кои што имаат систем на ботови, рековме. Значи внатре имаат, навистина тоа е полуорганизирана, ако не и организирана структура, која што продуцира лажни вести и понатаму ги десеминира, најчесто преку системот на ехо комора, знаете, истите следбеници кои што ги добиваат информациите, потоа ги десеминираат, некои тоа го прават махинално само без и да ги интересира информацијата со цел да покажат политичка лојалност кон одредена политичка партија. Го имам и тоа. Меѓутоа, многу од лажните вести не се ни продуцираат во Македонија. Еве, во случајот на специјалната војна, би рекол, или посебната позиција која што имаат лажните вести во однос на руско-украинскиот конфликт, и ќе кажеме тоа нема никаква врска со Македонија, а има многу голема врска. Например, многу од лажните вести се продуцираат во Србија и потоа се десеминираат во Македонија. Дел од тие лажни вести се однесуваат и на конкретни политички чекори со кои што истапува македонската држава. Тие имаат интерес, меѓутоа директно не ги креираат, туку ги креираат тимови кои што имаат полупрофесионална или професионална некаква ориентација и кои што работат, претпоставувам, не работат дури ни за џабе. Значи тоа многу често тоа може да бидат и некакви си агенции, консултантски фирми кои што во јавноста испорачуваат, например, испитување на јавни мислења, одредени анкети, анкетни прашалници се спроведуваат, се прават одредени анализи. Меѓутоа, зад кулисите, тие имаат и механизми преку социјалните мрежи и овој систем на ботови за модификација на јавното мислење. И ова ми е сега теза, значи не ми е докажено, меѓутоа претпоставувам дека во пакетот кога се продава пред избори, тој пакет на испитување на јавното мислење, се продава и нешто што се нарекува систем на модифицирање на јавното мислење.